Денеска православната црква ги празнува Светата Великомаченичка недела и преподобниот Тома Малеин. Светата Великомаченичка недела. Во времето на христоборните цареви Диоклецијан и неговиот зет Максимијан, во Анадолија живееле две побожни стари души, Доротеј и Евсевија. Тие биле побожни христијани, биле богати, но и бездетни. Со непрестајна молитва тие испросиле од Бога едно чедо оваа света недела. Од детството недела се посветила на Бога, воздржувајќи се од се што разгалените деца го прават. Кога пораснала, лична по тело и по душа, дошле многумина да ја бараат за сопруга. Но таа сите ги одбила, велејќи дека за себе си се ветила на Христа Господа и дека ништо не сака, освен да умре како девојка. Еден од тие што ја барале ја накажал и неа и нејзините родители на царот Диоклецијан дека се христијани. Царот наредил да ги мачат нејзините родители. И по мачењето ги протерал во градот Мелитин, каде што во маки за Христа се упокоиле. Диоклецијан ја испратил светата недела на суд кај Максимијан. Откако недела ја потврдила својата вера во Христа и пред Максимијан, тој наредил да ја положат на земја и да ја тепаат со воловски жили. Потоа царот ја предал на војводите, прво на Иларион, а по неговата смрт на Аполонија. Овие зверски ја мачеле на сите можни начини, но се било залудно. Кога света недела, целата во рани лежела во затворот и се јавил Христос Господ, ја исцелил и рекол: "Не плаши се недело, маката и мојата благодат се со тебе." И навистина, благодата Христова ја спаси оваа маченичка и од оган и од зверови, каде безбожните судии мислеле дека таа ќе најде сигурна смрт. Согледувајќи го чудното спасение на недела од смртта, многу незнабожци поверувале во Христа, но сите биле заклани. Светата недела му рекла на Аполонија: "На никој начин не можеш да ме одвратиш од мојата вера. Ако ме фрлиш во оган, го имам примерот на трите момчиња. Ако ме фрлиш пред зверовите, го имам примерот на Данило. Ако ме фрлиш во морето, го имам примерот на пророкот Јона, а ако ме предадеш на меч, ќе се потсетам на чесниот претеча. За мене животот е да умрам за Христа." Тогаш Аполонија наредил со меч да ја исечат. Недела клекнала на колена, ги воздигнала своите раце кон небото и се помолила на Бога. Бог да ги помилува и да ги спаси сите оние кои ќе го слават нејзиниот спомен и да ја успокои нејзината душа заедно со душите на нејзините родители. Завршувајќи ја молитвата, таа ја предала својата душа на Бога пред да се спушти мечот на нејзината глава. Чесно пострадала и се преселила во вечната радост во 289 година во Никомидија. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј.
Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Преподобниот Тома Малеин. Овој Тома прво бил војвода, прославен со храброст и богатство. По тело бил многу крупен и представувал страв за своите непријатели. Но кога го засакал Христа, повеќе од светот и се што е во светот, тој оставил се и се повлекол во пустината, каде што се замонашил и се предал на подвигот. Светиот пророк Илија му се јавил и го одвел на гората Малеа, до Светагора. Тука тој живеел во самотија, само со Бога, во деноноќ на молитва. Иако тој се криел од светот, не можел да се скрие. Луѓето, откако дознале за неговиот свет живот, почнале да доаѓаат кај него да ги доведуваат своите болни. И светиот Тома ги лекувал луѓето од разни болести и од секаква неволја. А кога се упокоил во Господа во 10-тиот век, неговите мошти продолжиле да им помагаат на сите кои со вера им се поклонувале. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја велича